Повелите. Благодарам председателке. Почитувана заменичке, веќе на секој амандман го слушам истото образложение, дека треба општините да се организираат и да поднесат своји предлози, веројатно и тоа го прават. Навистина жалам што не се покажува разбирање за една ваква есенцијална потреба за жителите на општина Бутел, каде што се бара, каде што е потребно да се направи канализација, асфалтирање, осветлување, што значи дека се работи за базични потреби, кои што апсолутно во денешно време треба да бидат прифатени, реализирани и со буџетот да бидат офатени. Очигледно дека и наредните мои амандмани кои се однесуваат на повеќе улици во општина Бутел, како што е улицата Афеже, исто така на Радишанска, Скоевска, која фаќа и дел од Чучер Санде во општина, потоа Бутелска, Ѓоре Ѓоревски и повеќе сите тие улици секаде се бара или асфалтирање или канализација или нешто што спаѓа во областа на основните човекови потреби и права, но се надевам, искрено верувам, бидејќи во последните амандмани некаде е моето поднесување на барање за изградба на поликлиника на постоечкото место на старата поликлиника во општина Бутел и верувам дека бидејќи опозиција, поранешната опозиција, а сега власт премногу даваше внимание на сите овие проблеми и за општина Бутел и верувам дека ќе се изнајде, ќе се измогне сила да се направи нешто, бидејќи јас еве денеска доаѓам таму, поликлиниката плива во вода, таму е едно езеро, таму се распаѓа целосно и така што сметам барем за тоа да имате разбирање да не упатувате, бидејќи тоа е било дел од програмите на досегашните влади и сите декларативно го прикажуваат тој проблем, но до ден денес навистина никој не се одважил да направи нешто за граѓаните кои што се молат буквално за она што е во 21 век есенцијална потреба. Благодарам.